Над 2000 пензионери од 25 здруженија на пензионерите од исто толку градови на Македонија во саботата се собраа во манастирскиот комплекс Свети Пантелеймон на традиционалната средба на пензионерите од Македонија. Во името на организаторот Сдруженијето на пензионерите од Кочани, присутните ги поздрави председателот Георги Серафимов. Од името на Сдруженијето на пензионерите на Кочани, ја ве посебно поздравувам. Посебно ми е драго овај состав што имаме добри гости и ценити гости. Верувам оти и они ќе изразите на задоволство што гледат го овај состав на пензионерите, а и нека ни е честит празнико. Свети Пантелеймон пред овај убав храм, веќе ние фактички со овој собир ја продолжуваме прославата. Градоначалникот на општина Кочани Радко Димитровски не го криеше задоволството од повторното присуство на овој собир, кој традиционално се одржува во селото Пантелеј. При тоа тој рече: Ми е драго што ве гледам во така огромен број, во така расположени лица, заради тоа што денеска сме соберени овде сите да можеме да уживаме во убавините на ова прекрасно кач. Оваа традиција која што ја почна нашето Сдружение на пензионери од Кочани, мислам дека е една добра порака и до ние што сме сите тука, меѓутоа една добра порака и до оние кои што не се тука, за да им биде криво што не биле овде да присуствуваат на една оваква масовна средба. Сакам да ги подсетам другите председатели на Сдружение на пензионери од другите општини да го користат искуството кое што го имаме ние во Кочани за соработката и да ви се пофалам. Од минатата година ние отворивме уште едно катче за пензионерите. Имаме договорено уште две такви катчиња и соработката ќе продолжи и понатаму, онака како што сме зацртале ние од општината сега што сме како раководство и раководството на Сдруженијето на пензионери од Кочани. На присутните им собрати и председателот на Сојузот на Сдруженијата на пензионерите на Македонија Драгер Гировски. Во овој миг човек мора да каже нешто повеќе од срце и душа, затоа што самиот амбиент го кажува. Ние ова година навистина славиме нешто што го слави цела Европа. Ова година Европската заедница ја прогласи за година на активно старење и година на меѓугенератска соработка и солидарност. Токму тоа е денес што го имаме тука пред овој храм. Имаме активно старење, имаме меѓугенератска соработка и солидарност и имаме почит кон иднината. Мислам дека тоа го заслужуваме сите ние, бидејќи еве јас како лидер на 245.000 пензионери во Македонија, кажувам отворено дека без вакви средби, без пикник средби, без соработка со локална самоуправа, со владата, со невладите организации, нема успех на ова најмасовна невладина, неполитичка организација во Република Македонија. Во културно-уметничката програма пред присутните се представи оркестарот, солистите и староградскиот ансамбл од Сдруженијето на пензионерите од Кавадарци. Оркестарот Гајди од културно-уметничкото друштво Весели пензионери од Пробиштип настапи со два сплета на изворни ора од Пробиштипско. Настапи и членови на пензионерите од Македонска каменица со песни од Осоковијата, а Кочанската пензионерска организација ја представуваат Тоде Стојанов и Атанас Георгиев, кои изведува народни песни од Осоковијата, исполнети на кавал и кемане, додека Стојка Манасиева ги освои срцата на присутните со македонската песна Зајди, зајди јасно сонце. Тоа беше средба на повеќе генерации пензионери кои меѓусебно се дружеа, разменуваа искуства и се веселеа.